Осомничените кои сакаат да ја запалат синагогата во Скопје се продолжена рака на исламската држава. Такви се индициите на Агенцијата за национална безбедност, од каде велат дека уапсените имале логистичка мрежа и припаѓале на радикалната групација идеолошки недоврзана на мрежата на исламската држава. Групата преземала радикални и криминални активности непосредно по повикот на исламската држава на почетокот на април, која била под око на безбедносните служби. Од страна на агенцијата се прибираа информации и беа идентификувани лица, најверојатни извршители нивна логистичка мрежа, како и повеќе објекти во Скопје, кои според нашите индиции, како дел од радикална групација идеолошки надоврзани на глобалната мрежа на исламска држава, непосредно по повикот на споменатата терористичка организација од почетокот на април, презедоа насилни активности. Предходно од полицијата соопштија дека уапсени се 7 на запалењето на еврејскиот објект, а 20 се гонат за тероризам и тие веќе се во притвор. Биле направени претреси на 13 локации во Скопје, а одземени се мобилни телефони и компјутери. По наредба на јавен обвинител, лицата се задржани за понатамошна постапка, пошто од страна на секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал е поднесена кривична пријава против АЛ од Скопје поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам и АР од Скопје поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам под член 394б од Кривичниот законник, а од страна на судија на претходна постапка одредена им е мерка притвор. По инцидентот на 12 април во раните утрински часови, осуди и барање за брзо расветлување на случајот пристигнаа од сите страни. Тоа го побара израелската амбасадорка во Скопје, Вивиен Айсен. Верските лидери во Македонија одржаа и заедничка пресконференција и го оценија настанот како директен удар врз мирот, стабилноста и со животот кои со векови се негуваат на македонска почва.